Ѕидот кај клиничката болница во Штип со години наназад представува опасност и пречка за движење на граѓаните. Велат безбедноста им е загрозена, а неговата состојба не е променета долги години. Тој се наоѓа во состојба на распаѓање и истиот може да предизвика голема штета како за граѓаните, така и за патничките возила, кои секојдневно минуваат покрај него. Согласни се дека истиот треба да се санира и да добие нов изглед. Ништо нема безбедно тука веќе. Ништо нема. И ние дека работиме не е безбедно. Таа собичка е чисто како една самица у затвор. Се има шанси да падне. Се има шанси. Само тоа питате ги што се повеќе тие. Мислам да е безбеден. Да. Ја не сум од тука, ама не знам. Треба да се поправи, да се реновира, да се санира. Зидо не е безбеден, ама тај зид не е од сега. Повеќе години е таква состојбата. Зид е небезбеден затоа што таа страна која стамбеното предпријатие продолжија улицата, требаше да го направат. Падна целиот зид со ограда. Там е по-проблематично него ли тука. Тука го малку закрпија. На мене, ја бегам, избегавам. Аз за другите не знам. Денеска треба да бидеш предпазлив не само од два страна, него од секаде. За да се реши проблемот, велат дека треба да реагираат институциите за да истиот се замени со нов, кој ќе гарантира безбедноста на сите оние кои се движат таму. Од клиничка болница Штип велат дека проблемот со потпорниот зид трае повеќе од 20 години. Со една од реконструираните улици Љубен Иванов од страна на фирмата која што ја вршела реконструкцијата и проширувањето е извршено, подкопување на темелите на оградниот зид. Штетата настаната во истиот момент не е санирана, што доведе со тек на време, под дејство на надворешните влијанија до зарушување на дел од подпорниот зид. Во оваа прилика ги прашавме дали ќе има санација на подпорниот зид. Оттаму одговорија. Улицата Љубен Иванов се наоѓа на така наречената стара рампа или некогашен помошен или спореден влез на болницата. Денес тој влез не се користи, но на самата улица значително е зголемена фреквенцијата. Но тоа придонесува да зголемениот број на возила кои учествуваат во изградбата на болницата, а по истата улица гравитираат и возила до средното медицинско училиште. Со завршувањето на изградбата на новата клиничка болница, улицата Љубен Иванов ќе добие нов лик и во тој момент сите овие проблеми ќе бидат надминати. На прашањето колку средства се потребни за реконструкција на зидот од клиничка болница велат. Со оглед на тоа дека се гради нова клиничка болница во Штип, нејзината изградба секако е приоритет за нас и за целиот источен регион. Во овој момент сме сконцентрирани на конечната реализација на новата клиничка болница. Оттаму посочија по изградбата на новата клиничка болница, улицата Љубен Иванов ќе добие нов лик, а со тој проблемот ќе биде решен.